Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме права да знаеме вистината. Бидејќи ова последна емисија за ова сезона или за ова календарска година, почитувани гледачи, јас ја користам приликата да ви посакам среќни новогодишни и божикни празници, многу здравје, многу среќа, многу љубов и многу успех, бидејќи памет и убавина веќе си имате. Да се пофалиме малку, ова беше исклучително успешна година за нас и на прагот или во однос на гледаноста на емисијата, меѓутоа и во однос на стандардите кои беа поставени со емисијата во Центар. Јас се надевам и ветувам дека наредната сезона ние ќе пробаме да ги постигнеме тие стандарди и ако можеме и да ги надградиме, што би рекол Никола Груевски. Во текот на 90-тите години се дебатираше или се отвараа темите за тие големи шверцови и недозволена трговија со цигари во Црна Гора, на нафта во Македонија и во Србија, меѓутоа никој не очекуваше дека ќе има огромни количества на недозволена трговија со оружје токму преку Словенија. Од тие причини ние дојавме тука во Словенија да отвориме таа тема, односно да видиме дали се точни тие приказни спекулации, информации, анализи кои се прават тука во Словенија, дека од периодот од 91 до 95 година преку Словенија на територијата на Босна и на Хрватска, а подосна и на територијата на Косово и делумно многу малку во Македонија се прошверцувани оружја и воена опрема во вредност поголема од 1 милијарда германски марки. Вие напишавте книга која е сега хит на Балканот. Книга која многу табу теми отвара, која многу имиња ги вади на површината и која многу работи кои претходно биле во темница, се ги вади на светлото на денот. Книгата е составена од 3 книги и говори за шверцот на оружје во времето на тие војни на Балканот. Да. С колегом Матејем Шурцем годинама сва истраживала више од 6000 званични документа кои сва добила легалним путем од Словенскog парламента. Иде за највише за документе Словенскog министарства одбране и Министарства унутрашних послова. И ти документи говоре о томе да се за време ратова на подручје бивших Југославија догажала велика трговина оружјем у кој су били страшни ратни профити, али nije bio to običan kriminal nekih organizovanih kriminalnih grupa, nego to zapravo bio državni posao više država koji su kriomice si prodavala oružje i plaćala najviše u gotovini koja se dovozila koferima u automja i koja je izginula na bankovne račune u stranim bankama. Веројатно тешко може да се зборува за шверц на оружје, почитувани гледачи, кога во целиот тој процес се вклучени владите, председателите или главните државни органи на 3 држави или најмалку 3 држави, тоа е Словенија, тоа е Хрватска и тоа е Босна и Херцеговина, а целата операција е реализирана преку тајните служби на тие 3 држави. Знаете, што мене ме изненада, обично се сметаше дека разни мафијаши учествуваа во таа недозволена трговија со оружје. Дека тука се некои мрачни типови, дека луѓе од таа страна на законот. Меѓутоа овде во вашата книга гледаме дека тоа е државна работа, дека во тоа се вклучени државни органи, дека за тоа се носени одлуки на највисоките државни форуми и форми на владење. Например, во Словенија Врховниот совет, кај што е министерот за одбрана, премиерот, министерот за надворешни работи и председателот. Во Хрватска вклучен е државниот врв. Во Босна и Херцеговина писмо испраќа Али Изетбеговиќ на Милан Кучема, кој го информира дека човекот за врска е господинот Ченгич. Значи тука државите се вклучени во шверцот или во трговијата со оружје. Тако е. Mi se zapravo nismo bavili sa tim malim ribama, da tako kažem, sa tim sitnim trgovčićima na oružje, mada su bili, naravno kad je počeo rat, tu su se našli neki ljudi koji su prešvercali par pušaka, nekoliko bombi i municije i to, a to je stvar za policiju. Time mi smo to praktično odmislili i mi smo se bavili državnom
trgovinom s oružjem, da tako kažem. Полека во Словенија на површина излегуваат многу валкани работи кои се правели изминатите 20-24 години. Актер на сите тие валкани работи е првиот човек на независна Словенија, тој е Милан Кучан, или се уштата сива еминенција на словенечката бизнес и политичка сцена. Ние дојавме да разговараме со господинот Кучан на две теми или на две прашања за неговите тајни договори со Слободан Милошевиќ и со српската политика, посебно тие разговори кои кон крајот на август 1991 година во Белград со Добрица Чосич ги имат правено Франци Бучар и господинот Дмитри Рупел, кој тогаш беше министер за надворешни работи. И второто прашање е таа недозволена трговија, која 91, 92, 93, 94 година се правени со оружје преку Словенија за територијата на Хрватска и за територијата на Босна и Херцеговина. Кому ги кажавме тие две теми на господинот Кучан, тој стана и не сакаше да интервју за нашата телевизија. Толку за демократијата во Словенија. Значи, тука не стана збор, според вас, за шверц, бидејќи кога се говори за трговија со оружје или кога се говори за оружје кое се продава на Балканот, посебно во тие војни години, постојано нели првата асоциација дека станува збор за шверц. Вие сметате дека тука станува збор за еден државен проект кој се води контролирано, синхронизирано и организирано од врвовите на државите, дали е тоа Словенија, Хрватска, Босна, Србија, делумно, многу малку Македонија, и како логистика се јавува полицијата и тајните служби. Така јас ве разбирам. На тисуче војника, полицајца, агенata обавештајних и сигурносни служби према наредбима сураđivали во том послу. А ти послови и тие тајне операције почеле су са указима на највишој разини. Значи, страни државnog руководства којeg су sastavili председништва, председник парламента, председник владе и министри обране, унутрашних послови и ванских послова. Значи, тој био државни посао, државна операција и због тога смо предлоги дали име у име државе. Има одлуки, значи, на врховните совети на Хрватска, на Словенија, на Босна и Херцеговина. Значи, тука се Фрања Туџман, значи, тука е Али Изетбеговиќ, тука е Милан Кучан, значи, крупни зверки, што се вели. Да, а све се може објаснити само едном изјавом кој е дао Иван Хорват, кој е у то време набавljao оружје у Словенiji за потребе ХВО у БиХ. Он е био прича у едном казненском поступку у Словенiju под присегом пред истражным судцом, рекao je da su svi ti poslovi bili dogovoreni na najvišoj razini između Kučana, Tuđmana и Изетбеговиќа. Повеќе од 20 бродови со оружје се пристигнати во пристаништето во Копар. Ако се знае дека само од еден камион со оружје во тој момент се заработувало повеќе од 1 милион германски марки, може да се предпостави колку се заработило во тие 4 години од тој транспорт или шверц со оружје преку тие 20 бродови кои се пристигнати во пристаништето во Копар. Интересантно да su nama ljudi iz Ujedinjenih nacija rekli sad Slovencima, da li ćete vi sami kontrolirati luku Kopar, recimo, da bude embargo sprovođen kao što je zapisano u resoluciji 713, ili ćete sami, ili da mi šaljemo neke druge svoje ljude. Pa je naš predstavnik rekao, pa bolje da mi to napravimo sami, možda zbog industrijske špijunaže i tako. I on se poslije toga sam pokajao, kaže, da bi mi to, da sam ja znao da sam time otvorio put za krijumčarenje oružja, za trgovinu, tako stravičnu trgovinu, kažete 20 lađe je došlo. Ako bi mi tada rekli, pa neka drugi dolaze, možda se ne bi desilo, bar ne u takvom obimu. Значи, Обединетите нации сугерираат на Словенија две можности. Едната е нивни сили или нивни формации да го контролират пристаништето во Копар или тоа да го прават сами словенците. Всушност, тие ве турнале вие да правите трговија. Односно, замижеле на двете очи, како што беше во Македонија со таа трговија во време на санкциите со нафта кон Србија. Всушност, замижеле на двете очи за да може тоа оружје да стига до Хрватска и до Босна. Не можам поинако да го сватам тоа. Da, to je tako. Franz Kunej, on je bio predstavnik u toj grupi za nadzor embarga Ujedinjenih nacija. Franz Kunej, on je lijepo to napisao, on je to otvoreno rekao, a ništa se zapravo nije dogodilo, znate, sad
kako se dešavalo sa tom embargom sa Irakom koji je bio umešan u taj proces hrana za naftu, Kofi Annan, odnosno njegov sin, a tu jedna sitnica, znate, tako to rade međunarodne organizacije. Nažalost, i neki to dosta vješto iskorištavaju. Сега денес тешко некој ќе каже за која сума на пари станува збор, бидејќи тоа е све во кеш, меѓутоа по некои слободни проценки тука веројатно се потрошени повеќе од 1 милијарда германски марки, овака што се вика. Embargo zapravo bio Ujedinjenih naroda, bio je donesen u septembru 1991. A prva odluka da se prodaje oružje bila u Sloveniji doneta u julu 1991. A zapravo dokumenti kažu da odmah, čim je slovenska teritorijalna odbrana zasjela vojna skladišta JNA, odmah sljedeći dan počeli su voziti konvoji oružja u Hrvatsku. I Martin Špegel, tadašnji ministar obrane, koji je bio smijenjen do kraja ljeta, on je javno napisao da je doveo 500 tona oružja i streljiva iz Slovenije do svog smaknuća. A onda u kasnim razdobljima samo do februara 1992. preko Luke Koper došlo dodatnih više od 4000 tona preko Slovenije. Znači, odluke su bile donete i prije embarga, ali embargo na neki način nitko nije poštivao, jer pored Slovenije glavni izvoznici su bili druge zemlje, Bugarska, Poljska, Ukrajina, Rusija, Albanija, Rumunjska, Argentina. I oni su, na primjer, posao za rusko oružje koje je došlo iz Ukrajine ima 12.000 tona. Onda samo iz Rumunjske preko Slovenije je došlo 3.500 tona. Iz Argentine je došlo više od 7.000 tona. To je argentinski novinar istraživao. Oružje i streljiva. Znači, išlo za veliku međunarodnu logističku operaciju sa kojom se izgradila hrvatska vojska i uspostavilo se neko ravnoteže na ratištima. Првата трансакција која се прави помеѓу Словенија и помеѓу Хрватска е договарана помеѓу министрите за одбрана и за внатрешни работи на двете држави, Мартин Шпегел и господин Болковец од хрватска страна, а Бавчар и Јаншо од словенечка страна. И тоа е оружје кое е стационирано на Похорје. Хрватската страна доаѓа со 16 камиони, со повеќе од 100 луѓе, го утоваруваат оружјето и во целата таа трансакција е вклучена и хрватскиот нафтен гигант Тина, кој им дава нафта на словенечката нафта од Лендава, а за возовра добиваат компензација на оружје. Tim prvim transportima Hrvatska bila sposobna blokirati kasarne JNA i kad je pao Varaždinski korpus, onda se značajno promijenilo razmerje tada u tadašnjem vremenu na ratištima. Првиот брод од тие 20 бродови преку кои се шврцуваше оружје преку пристаништето во Копар е бродот Херман С. Бој, кој всушност дојде во пристаништето Копар со бугарско оружје или оружје кое испловува од пристаништето во Варна, пристигнува во Копар преку австриската фирма Шталекер ГМБХ со седиште во Виена и за тоа е платено некаде 7,8 милиони германски марки. Првиот брод стига некаде 20 јуни во пристаништето во Копар. Бродот се вика Херман С. Бој и тоа носи оружје од Бугарија. Вредноста на сделката е 7,8 милиони марки, а како посредник се јавува одредена австријска компанија и преку неја е реализирана целата сделка. Ja mislim da je to bila neka ad hoc firma koja je bila osnovana samo zbog toga da bude posrednik u tom uvozu naoružanja iz Slovenije. Naravno da, iz Bugarske, što ste rekli, to se radi o ruskom naoružanju, nalazilo se u Bugarskoj, u tim silnim skladištima bivše crvene armije i naravno i tamo je hladan rat završio, pa oružje traži put gde je rat. Првиот контингент кој доаѓа на оружје се пушки SARS 80, кои се од сингапурско потекло или производство. Експертите велат не многу квалитетни пушки, меѓутоа тоа е првиот контингент. А инаку, земјата од каде се увезуваат тие пушки преку пристаништето во Копар е Танзанија. И интересно е дека во книгите со кои нели се декларира за што станува збор при тој увоз, се вели дека е опрема за компјутери. Te puške SAR došle su brodom.
u Sloveniju pomoću Izraela. Ne. To smo čuli iz izraelskih luka, iz Singapura, tako neka ta veza. Ona glavna pošiljka koja je došla sa protivavionskom oružjem i protivoklopnom oružjem i 5000 kalašnikova, došla je samo 6 dana prije početka sukoba u Sloveniji, 20. juna, i ta pošiljka došla je iz Bugarske, a u organizaciji surađivali su i austrijska vlada i bila je i tajna podrška Sjedinjenih Američkih Država, i to je sve Janez Janša napisao u tajnom izvješću koje je dao predsjedništvu Slovenije. Дело тоа прво оружје или тие први пушки на почетокот, кога се уште Словенија во составот на поранешна СФР Југославија, доаѓаат преку фирмата Тренд, кај што начело на таа фирма се наоѓа Санди Грубилич, а интересно е дека во таа фирма работи братот на Јанес Јанша. U Sloveniji je došlo 5 brodova. 5 brodova punih oružja između juna 1991. do aprila 1992. Na njima, pored pješačkog naoružanja, bilo je i više stotina vrlo suvremenih protivavionskih raketa Eagle SA-16 i protivoklopnih AT-4 Fagot. To je bio posao sa Rusijom, Ruskom federacijom. Tehnička dokumentacija je bila u ruskom jeziku i to došlo iz ruskih skladišta za više od 30 milijuna dolara je to Slovenija dogovorila sa Ruskom federacijom. Во периодот на распаѓање на поранешна СФРЈ се проценува дека во касарните на ЈНА има некаде околу 70 милиарди долари оружје. Од тоа некаде 12 милиарди долари или некаде околу 220.000 тони е во форма на пешадирско оружје или на муниција. Се претпоставува дека некаде 10% од тие 70 милиарди оружје или некаде 10% од тие 12 милиарди оружје се наоѓа во касарните во Словенија, половина тоа е заминато со повлекувањето на ЈНА, меѓутоа половината останало во Словенија и се претпоставува дека половина од таа половина подоцна Словенија има продавано во Хрватска и во Босна и Херцеговина. Се претпоставува дека во касарните под контрола на ЈНА се некаде околу 70 милиарди долари оружје. Се претпоставува, значи јас да цитирам точни бројки, да не сгрешам, дека некаде околу 220.000 тони има муниција, значи само во муниција, и дека тоа само во муниција, значи не во тешко оружје, не во противоклопни средства и така натаму, само во муниција се 12 милиарди долари. А тоа се претпоставува дека 10%, значи тие 70 милиарди, Где сме добили? дека е 10% на територијата на Словенија. Дел тоа го повлекува ЈНА, меѓутоа дел останува овде. И тоа оружје исто така предмет на тие шверцови помеѓу државите, претпоставува. Da, prema zvaničnim podacima koji su bili pripremljeni za međunarodnu konferenciju o Jugoslaviji i za sukcesiju. To analizu su opravili strani stručnjaci iz Francuske i iz Velike Britanije i svih 6 republika dalo je svoje podace. Mi smo dobili te brojke, čitao saznam svega što je posjedovala JNA i to je tačno, 12 milijardi je vredilo samo streljivo i minsko-eksplozivna sredstava kojih je bilo 220.000 tona, a obzirom da je JNA imala 18 korpusa i u Sloveniji bila sta 2 korpusa, a onda i obzirom da ratni planovi predviđali su da bi za vreme moguće invazije iz vazduha bile prekinute logistički putovi sa Bosnom gdje je bio glavna obrambena bastion, bilo u Sloveniji oko 10%. To je procjena, znači više od 20.000 tona, a prema izjavama logističkih oficira oko pola toga JNA uspjela je odvesti kad se korpusa povlačila jedan u Bosnu, a drugi u Srbiju, a mnogo od toga oružja odmah bilo prodano
hrvatski, a onda kasnije 92. i UBI. Колку на хрватите им било важно тоа оружје од Словенија, можеме да подкрепиме со еден факт дека во текот на тие преговори главниот генерал на хрватската армија Јанко Бобетко, меѓутоа и самиот Фрањо Туџман нуди дека словенците може да го добијат целиот Пирански залив ако им возможат на хрватите доволно количество на оружје. Колку им е важно тоа оружје на хрватите, гледаме од некои делови на книгата, кај што ве велите дека дел од хрватските генерали, тогашниот прв хрватски генерал Јанко Бобетко, па дури и Туџман, па дури некои луѓе од најблиското обкружение на Фрањо Туџман, им нудат на словенците дел на териториите на Пиранскиот залив, односно целиот Пирански залив, како Словенија би дозволила преку Копар еден голем дел на оружје да стигне на хрватска територија, бидејќи на хрватите им е многу важно тоа оружје. Значи до тамо се спремни хрватите, целиот Пирански залив да го дадат, само Словенија да им ја спорача потребно количество на оружје. Наравно, видите, Hrvatskoj je bilo potrebno oružje. Oni su bili zapravo zatvoreni sa svih strana. Luke Hrvatske, Split, Rijeka i tako dalje, oni su bile blokirane od strane Jugoslovenske ratne mornarice, tako da nije u to vreme kad je bila Hrvatska napadnuta, 1991. Nije bilo mogućnosti da se to oružje dopremi, a naravno Hrvatska je oružje nužno trebala, krvavo su ga trebali i prema svjedocima, kad su se sastali krajem 1991. slovenačko i hrvatsko rukovodstvo, Tuđman je zapravo nudio mogućnost da se riješi pitanje Piranskog zaljeva, ali da sad moli slovensku stranu da da oružje, pa će onda se lakše rešiti Piran. Čak je bilo rečeno da je on nudio Piranski zaljev, da neće biti granica po sredini, nego da će Piranski zaljev biti slovenski, ali samo kaže, molim te, dajte oružje. Како оди целата операција, почитувани гледачи? После прогласувањето на монетарна независност од страна на Словенија, огромно количество југословенски динари се потполно бескорисни во словеничките трезори, станува збор некаде за 12 тони динари и словеничката тајна служба добива задача од председателството на Словенија како знае да ги смени тие динари за тврда конвертибилна валута. Тајните служби на Словенија за реализација на целата таа операција ангажираат албанската мафија, која во останатите југословенски републики тоа количество на динари го заменува за тврда конвертибилна валута. На тој начин се обезбедени некаде околу 14,4 милиони марки, некаде околу 7 до 8 милиони долари и со тие пари е купено првото количество на оружје за потребите на Словенија. Како оди целата таа операција? Обично тоа оружје во најголем дел се купува во кеш. Во тој период Словенија не располага доволно со девизи, марки, долари, меѓутоа располага со динари. И во периодот кога Словенија излага од Југославија, на нејзина територија останува сепак доволно количество на динари и почнува една операција која води Словеничката служба за државна безбедност. Интересно е дека најголем дел од тие операции одат со посредство на луѓе од албанската мафија, кои ги менуваат тие динари за девизи и подоцна со девизи првенствено во Маđarска и во Австрија, во Виена се купува оружје или се депонира на нивните банки и банкарски сметки. Kad je Slovenija izmijenila valutu, na slovenskom teritoriju ostale su ogromne količine novčanica i novca koji nije više vrijedio i taj novac trebalo bi uništiti. Ali umjesto toga najmanje 4 kamiona po 3 tone novčanica išlo je prema Hrvatskoj i BiH. I tamo su na crnom tržištu odjednom pokupovali sve što je bilo konvertibilno i pomoći albanskih krugova, izmijenili ih širom Jugoslavije i dobili marke i tim novcem onda su mogli kupiti rakete koji su došle u oktobru 1991. To smo već dokumentirali. Тука правиме мала пауза за реклами, се враќаме после рекламите. За 3 минути сме назад, останете со нас, почитувани гледачи. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје.
Вкусна магија. Бонитас. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Со ова отворена афера за трговија со оружје од Словенија во Хрватска и подоцна во Босна и Херцеговина, за прв пат на тапет се става името на Милан Кучан, кој се до сега се сметаше како недопирлив човек или како човек кој е најмоќен во таа словенечка независност. Сега за прв пат името на Милан Кучан се става во контекст на давање на политичка рамка на целата оваа афера. Делото оружје се продава во Босна, посебно ако босанците почнуваат да добиваат пари преку тие хуманитарни помоши, дали од Саудиска Арабија, дали од другите арапски држави. Како официр за врска или како човек кој е назначен да ја контролира таа трговија на оружје е Хасан Ченгич. Ако не се лажам, тој подоцна станува министер за одбрана во владата на Али Изетбеговиќ, и Али Изетбеговиќ во писмо кое е испратено до Милан Кучан го информира дека Хасан Ченгич ќе биде главниот офицер за врска за набавка на тоа оружје. Мислам дека делови од тоа писмо подоцна Слободан Милошевиќ цитираше за време на таа дебата со Милан Кучан во Хашкиот трибунал и токму го цитираше тоа писмо кое беше испратено од Изетбеговиќ до Милан Кучан. Да, Хасан Ченгич био е особни изасланик Али Изетбеговиќа. Хасан Ченгич е набавljao оружје у име армије БиХ. А новац е најчешće осигурao према изјавама и uz pomoć bosanskog kolega Esada Hećimovića, nedzvanični ministar financija u Sjeni. To je bio sudanski diplomat El Fatih Ali Hasanein koji je vodio humanitarnu organizaciju Third Relief World Agency na Beču. TVRA. Ta organizacija prema izvješću Njemačke savezne kriminalističke policije dobila je više od $250 milijuna donacija u nekom razdoblju. I u istom razdoblju više od $80 milijuna dignuto bilo u kešu. I mnogo od tog keša dobio je i Hasan Čengić i samo se možemo pitati u koju svrhu je upotrebio. Зошто преку Виена? Обично главните трансакции, иако се прават и преку Будимпешта и преку Маđarска, донесено и руско и украинско оружје, меѓутоа најголемите контингенти се полско, романско и бугарско оружје, меѓутоа главните трансакции се правени преку Виена. Зошто преку Виена? Pa vjerovatno zbog toga što je to neutralna zemlja između zapada i istoka. Beč je Balkan počinje na Beču i završi u Istanbulu, ne? Tako da ima mnogo važnih veza u tom gradu, a i najvažnije je to što je bio tamo lociran Konstantin Dafermos. Preko njega su išli najveći poslovi i može to odgovor na to pitanje.
словенечкиот државен врв ја дава целата таа политичка логистика и логистиката на тајните служби околу реализацијата на целиот овој процес на таа трговија со оружје за Хрватска и за Босна и Херцеговина, меѓутоа бидејќи словенечкиот државен врв не може да добие провизија, да биде реализирана целата таа работа како што треба. Нормално провизијата си легне во Словенија, е формирана посебна фирма од големиот словенечки концерн Горења, тоа е фирмата Орбис, преку која одат сите тие танге, франге, операции и трансакции околу продажбата на словенечкото оружје за Хрватска и за Босна и Херцеговина. Документи депеше pričaju da je slovenska policija i sigurnosna informacijna služba sve to pratila i zapravo osigurala i granica za oružje nije postojala. Jer se odmah samo je direktor sigurnosne informacijne službe Miha Brez dao ukaz da se granica otvori i onda veliki kolone šlepera punom oružja u noćom prošli su kroz granicu. Ако се дојдени повеќе од 20 брода во пристаништето во Копер, ако во тој период само од еден камион заработката е преку 1 милион марки, можеме да претпоставиме за каква сума и за каква заработка станува ако се дојдени 20 брода. А само од еден камион е 1 милион марки профита. Teško je to napraviti jer, na primjer, jednim brodom došlo 1800 tona, a jednom samo 50 tona. Ne? I sa Matejem zbog toga mi nismo ni pokušavali napraviti neku zajedničku procjenu koliko je to bilo. Mi smo u knjigama uvijek imali najkonzervativnije procjene, tako da istinita količina novca i oružja može biti samo viša nego je u knjigi. Ali zbog čega smo se tako odlučili? Jer tih 6000 dokumenta, to je samo mali dio. Mnogo dokumenta bilo uništenih. To je samo nešto najmanje, a već to je zapanjujuće koliko toga bilo. A samo za primjer, na bankovnom računu Konstantina da Fermosa, grčkog trgovca oružjem koji je imao Scorpion International Services na Beču i u Panami, u razdoblju od septembra 1991. do septembra 1993. bilo više od $80 milijuna koji su došli iz Slovenije, Hrvatske i BiH. I taj novac bio onda proslijeđen na Poljsku i Ukrajinu koji su bili zapravo pravi prodavaci oružja. Onda samo u Ministarstvu obrane, u kancelariji Andreja Lovšina, prema izjavama obavještajca koji su bili saslušani u predkaznenom postupku, a onda bilo sve zataškano, bilo više od 40 milijuna maraka u gotovini. Ima još mnogih drugih dokaza kako bile su velike isplate u desetinama milijunima maraka i dolara u banke u drugim državama. Tako, ako već samo to se zabrojimo, da zajedno dobimo više stotina milijuna. Дури некои велат повеќе од 1 милиарда марки тогашни. Дека тежела целата таа недозволена трговија или трговија под контрола на државите. Ako pogledamo samo to, prije smo rekli čitava zaliha JNA streljiva, 220.000 tona vrijedila je 12 milijardi po proizvođačkim cijenama. Dolari. Da, dolara, da. I to 91. Danas je to 70% više zbog inflacije dolarske. U Sloveniji je ostalo oko 10.000 i to je vrijedilo pola milijarde dolara tadašnjih. Ako su samo pola toga prodali i onda lihvarskim cijenama vidimo, dobimo strašne brojke, a interesantno je, na primjer, da se novac sakupljao i u švicarskim bankama, recimo poduzeće Iskra, onda pravo se u Velikoj Britaniji, u Njemačkoj. Првиот контингент на оружје, тоа се бугарските калашникови кои се носат во Словенија преку пристаништето во Копар, во царинските декларации се евидентирани како санитарна опрема или како опрема за компјутери. Обично сите овие транспорти на оружје се книжат најчесто како земјоделска опрема или санитетска опрема, или дел на ово производство, или делови, или опрема за сметководство, разни компјутери, компјутерска опрема и слично. Значи, тоа е напишено во дознаките или во тие царински декларации преку кои се евидентира влезот на таа опрема, односно на тоа оружје, во пристаништето во Копар. Da, naravno, bio je embargo i nitko nije napisao da je prodavao oružje i to je bila redovita praksa. Првиот брод кој влегува, ако не се лажам, е Херман Си Бој. Da, Herman Si Boj došao je 20. juna 1991. i doneo je 5000 bugarskih kalašnikova. Значи 5000 калашникови од Бугарија. Da,
i strele kojim je teritorijalna obrana se streljila helikoptere tada za vrijeme sukoba i protivoklopno oružje. Znači, taj brod je bio onaj koji je zapravo slovenskoj teritorijalnoj obrani zaista dao neko efikasno oružje koje je bilo i upotrebljeno. I taj brod došao je posredništvom Nikolaja Omana i onda Nikolaj Oman surađivao sa Dafermosom. Како посредник се јавува фирмата Сталакер GmbH од Австрија. Да. Еден калашников во златното време на таа трговија на оружје од Словенија за Босна и за Хрватска од 100 марки се зголемува на 1350 марки по еден калашников. На 24 октомври 1991 година една пушка Калашников има достигнато највисоката цена во историјата. 1350 евра по едно парче. Никогаш порано и никогаш подоцна една пушка Калашников не се продавала толку скапо, како што словенците успева да ја продадат на 24 октомври 1991 година. Da, ali to je u manjim serijama. Ne? Ako pogledamo, još gore je to da su, na primjer, jednu snajpersku pušku M79 zaračunali po 30.000 maraka. 30.000 marki. Da, 30.000 maraka jednu pušku. Mislim, to je bilo sa Zadrom, to je to, Orbiš kako... Тоа ние го викаме бричење на суво. Да, mislim, to to je poinekad da se zaista... Ili da rečeme, jedan kuršum M, znači 7,62 mm, prodava na 1,5 marke. To je ono što je najgore, ne? I to su radili slovenski državni organi. Најголемите пари, најголемите средства во целиот тој процес на таа недозволена или државна трговија со оружје од Словенија за Хрватска, за Босна и за целиот Балкан, всушност оди преку сметките или преку фирмите кои во Панама ги има отворено грчкиот бизнесмен или грчкиот велетрговец со оружје Константин Дефермос, кој денес е агент на руските тајни служби и на руската држава за продажба на оружје со седиште во Виена. Името на Константин Дефермос најчесто се спомнува. Има 3 или 4 фирми кои ги има формирано во Панама и преку тие фирми, првата формирана некаде јануари 86 година, подоцна втората некаде октомври-ноември 90 година, па има и трета фирма кај што благајник се јава поранешниот генерален директор на Горење и зетот на директорот на една полска фабрика која ги прави тие тенкови Т-72. Значи 3 или 4 фирми има Константин Дефермос и преку тие фирми најчесто се прави таа трговија со оружје. Da, Dефермос je bio, po našim saznanjima, jedan za Balkan, ja mislim da je bio najvažniji, možda je bilo i drugih koji su mi se otkrili, koji su radili druge poslove, koji su bili u Austriji stacionirani, a ta firma Skorpion, oni su baš bili posrednici koji su, taj centar koji je prebacivao oružje iz istočne Evrope prema Balkanu, naravno i preko Slovenije. Najviše preko Slovenije zapravo. Денес се објават многу тајни документи за таа недозволена трговија од Словенија за Хрватска и за Босна и Херцеговина. Во најголем случај на тапет е Јанес Јанше, кој тогаш беше министер за одбрана, меѓутоа сепак од позадината мајсторот кој ги влечал сите конци е Милан Кучан. Има одредени шпекулации и информации дека лани и преклани во 2 наврати Милан Кучан има заминато во Босна и Херцеговина, кај што се обидел на лице место да ги скрие трагите на таа недозволена трговија со тоа оружје со потекло од Полска, Романија и Бугарија преку територијата на Словенија, односно преку Копар за Босна и Херцеговина. Дали успел во тоа ќе покаже времето, меѓутоа како што мене ми се чини, почитувани гледачи, полека целата таа валканица на словенската независност полека ќе почне да излегува на површина и ми се чини дека со тие валкани пари кои Словенија прво ги зароби од поранешна ЈНА, подоцна ги користеше сите тие врски на поранешна Југославија во странство и на крајот со сета таа недозволена трговија која преку неа одеше за Босна и за Хрватска, Словенија барем 15 или 17 години од својата независност ги трошеше тие пари и живееше многу кометно. Од кога се потроши тие валкани пари на странски сметки, Словенија се соочи со финансиски банкрот. На пример, Централна Европска интернационална банка со седиште во Будимпешта на 23 септември 1991 година на сметка на Scorpion International Service се платили 14,4 милиони марки и 8,6 милиони долари наменети за оружје.
Првенствено средства добиени преку ваква некоја промена на тогашни динари за марки и за долари се уплатени на таа сметка и со тие пари се купени оружја и најразлично софистицирано модерно оружје. To smo zapravo dokumentima dokazali čitav lanac i tim novcem, što je onda, to su bile marake, onda je to bilo 8,6 milijuna dolara i još 200.000 dolara imali su od prije, a račun za, mislim da je bilo 120 raketa SA-16 i 12 lansera, bio je isti broj. I tim je Slovenija dobila u trome kontejneru vrlo efikasno protivavionsko oružje. A interesantno je nešto drugo. Tim istim brodom Ardal, koji je došao iz Polske, došlo je još 14 ili 16 kontejnera sa dodatnim oružjem, istočno njemačkog porekla ili polskog porekla. I to je bilo u Kočevskoj reki u tajnoj bazi spremljeno za preprodaju na drobno. Таа фирма, Scorpio International Service, тоа е панамска фирма или формирана во Панама, со основачки капитал од 1 милион долари или од 1986 година. Да. На чело на таа фирма се наоѓа Константин де Фермос. Во тој момент, веројатно човекот кој важи за најголем трговец со оружје во Европа и еден од најголемите трговци со оружје во светот. Da, Konstantin de Fermos, interesantno je što je već još danas ekskluzivni predstavnik poduzeća Rosoboron Export na Beču. Rosoboron Export je ruska glavna monopolna tvrtka za izvoz oružja. A interesantno je da su Rusi zapravo prodavali mnogo oružja Hrvatima, uprkos tomu da su navodno veliki istorijski prijatelji sa Srbima. A ima jedne dobre razloge, to je Miša Gleni napisao u onom tekstu da je jedna od mogućih i vrlo vjerovatnih razloga to da je Milošević, kad je bio puč u Moskvi, podržao pučiste. I time se Jelcin osvetio Miloševiću da je prodavao oružje Hrvatama. Таа фирма на Константин де Фермос е формирана 29 јанари 86 година, велам со основачки капитал од 1 милион долари, меѓутоа има втора фирма која е формирана на 8 ноември 90 година. Ако тој човек да знае дека ќе дојде до вакви крвави разврски, дека ќе има голема потреба за купување или продажба на оружје, таа фирма е формирана со 10.000 долари. Меѓутоа најинтересно е тоа предпријатие кое е трето, кое е формирано во Панама и е Арк Фералит, се нарекува Арк Фералит. И во тоа предпријатие председател на управниот одбор е зетот на директорот на фабриката во Полска за производство на тенкови Т-72, а благајник на таа фирма е човекот кој го има формирано горење и еден од најголемите директори во Словенија, или како што се нарекува сива имененција, тој е господинот Иван Атлашек. Da, to samo kaže kako su to velike i tajnovite veze. Interesantno je da je Gorenje umiješano i u aferu Patrija, jer Gorenje je proizvodilo Patrije u Sloveniji i Jože Zagožen, koji je nažalost umro prije nekoliko mjeseci, on je bio prvo optuženi u slovenskom slučaju, on je karijeru počeo u Gorenju. Патрија, тоа е афера поради која Јанше е осуден на 2 години. Да, тоа е првостепена постапка, 2 години затвор. Да. Тоа е за одредено добивање мито за купување на оружје со потекло или производство во Финска. Да, тада je u poslu od 278 milijuna eura bilo 12 milijuna eura rezervisanih za podmićivanje slovenskih vojnika i političara, ali da se vratimo kod onih kompanije od Fermosu. Da, Scorpio Navigation SA bio ustanovljen kasnije i onda bio i zatvoren, mislim da 93. ili 94. I u toj kompaniji interesantno je da je neki ruski Vladimir Irjažencev građanin unutra, a to je prema izvješćima ruskih medijima bio jedan od pripadnika KGB-a, tajnog odjela za naoružavanje. Една од најважните фирми во таа трговија со оружје е фирмата Арк Фералит, која е формирана во Панама од Константин де Фермос, меѓутоа како благајник во таа фирма се јавува основачот на концернот Горење и долгогодишниот директор на концернот Горење и зетот на директорот на полската компанија
Кој ги произведувала тенковите Т-72? Две фирми се посебно интересни од таа трговија со оружје. Едната фирма е фирмата Орбис, која формира горење од велење, или еден од најголемите концерни во Словенија за производство на фрижидери, бела техника и останати апарати и уреди за домакинство, а втората фирма е фирмата Арк Фералит, која е на Константин де Фермос и кај што благајник е поранешниот генерален директор и основач на горење. И тоа се двете фирми преку кои најмногу оди таа трговија со оружје, а посебно преку ова фирма на горење Орбис се постигнати највисоки цени, некаде 2 до 3 пати се зголемуваат цените од оружјето кое е првично договорено до оружјето кое е испорачено 2 недели после тоа. Stvar je u tome zašto je zapravo bio Orbis osnovan. To je bila kćerinska firma od Gorenja i bila je osnovana čak za izradu i prodaju naoružanja. Prvo lovačkog, nekog turističnog, ono za što se koriste u nekim strelskim natjecanjima, ali je taj Orbis vrlo dobro poslužila za ministarstvo odbrane, jer zvanično ministarstvo odbrane kao državni organ ne može da zvanično prodaje oružje, nego ga je prodavao preko firme Orbis. To je to. Zbog toga je to korišteno i zbog toga su postignute i najviše cene oružja, jer naravno da prvo onaj koji je prosledovao to oružje od ministarstva odbrane mora nešto da zaradi, onda ta firma, ti ljudi koji su se time bavili moraju nešto da zarade, pa onda ko to plaća, onaj konačni uporabnik koji plaća oružje i zbog toga su takve cene, čak su podatki da su, mislim da su najviše cene postignute otprilike takve kao što su plaćali sloveničkim trgovcima, pripadnici te ustaške formacije Hrvatske odbrambene snage Dobroslava Parage. Во најголем дел, преку тие 20 брода кои пристигнуваат во пристаништето во Копер на територијата на Словенија, а подоцна во Хрватска и во Босна, е транспортирано бугарско, полско и романско оружје кој потекно од поранешниот Советски сојуз. Се спомнуваат неколку балкански држави. На првиот контингент кој стига некаде средината на јуни 1991 година во Копер е бугарско оружје. Константин де Фермос е главниот трговец со потекло од Грција. Има и албански контингенти кои од Рач доаѓаат до Копер. Има ли некои македонски елементи во тие истраги што ги правихте? Има ли не дел од оружје кој завршува во Македонија? Било неколико разговора, например Франци Коси кој е био саветник Игора Баучара и кој бил одговорен за набавки и продаје оружје из Министерство внутршних послова. Тоа е Франци Коси, да. А господинот Бавчар е министар за внатрешни работи во тоа време. Да, внатрешни послове. И едном приликом говорио о испоруки радијских станица Моторола и америчких пистолија и панцирних пртлука скопском предузеću Монтгомери. И онда било још неколико други гласина, али из документа се не е могуќе сазнати дали су ти договори били заиста извршени или не. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќајме да одјавиме емисијата, почитувани гледачи. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил.
Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната година на 14 или на 21 јануари, најверојатно на 21 јануари. Јас ви посакувам пријатни, среќни празници, многу здравје, многу успех и све најдобро во новата 2014 година. Пријатно вечер Македонија, каде да си. Ние тоа ви го посакуваме од овде, од центарот на Љубљана, кај што отворивме последната тема за оваа година, како преку Словенија во текот на тој период од 91 до 95 година беше прошверцувано оружје или бе испрани пари од таа трговија со оружје вредна 1 милијарда германски марки. Пријатно вечер.